Почитувани гледачи, добра вечер во 24 отворено едиција изборни дебати. Вечерва се наоѓаме во градот Херој, Прилеп, градот под Марковит кули. Се наоѓаме во преполнетата сала на Домот на културата во Прилеп, каде денеска треба да дебатираме со кандидатите за градоначалници од овој град. На почетокот да кажам дека оваа емисија, како и минатата и следните што ги реализираме во овој формат, ги организираме со поддршка од NDI и финансиска подкрепа на USAID. Правилата на дебатата се секаде исти, тие се по една минута одговор на прашањата, реплики од 30 на секунди и се разбира прашање од публиката кои што ќе можат да ги прашуваат кандидатите за она за што тие нив ги и најмногу ги интересира. Сега за прв пат имаме една поинаква ситуација. Имено во Прилеп имаме само двајца кандидати за градоначалници, од кои едниот е присутен во салата, а вториот, тоа е Маријан Ристевски, не извести дека не е во можност да присуствува поради, како што рече, пребукираност во неговата агенда. Како и да е, ние сме тука во Прилеп, во Домот на културата Марко Цемпенков. Добра вечер за Илија Јовановски, кандидатот за градоначалник на СДСМ. Добро вечер и добре дојдовте во вашиот град, практично во Домот на културата Марко Цепенков. На почетокот сакам да ве прашам нешто што навистина ме интересира и верувам дека ќе ги интересира и гледачите. Не е прв пат доктор да се кандидира за градоначалник, но до сега сум немал можност да го прашам некој доктор што е градоначалник, како еден доктор ќе копа атмосферски канализации, ќе затнува шахти, ќе се грижи за гасификација на градот. Би можеле ли да ми одговорите? Да. Пред се благодарност за поканата што ме поканите да бидам ваш вечерашен гостин. Поздрав до вашата телевизија 24 вести. Поздрав до вас присутни, почитувани гледачи. Поздрав до гледачите на 24 вести. И уште еднаш благодарност за тоа што не поканивте и добро е што правите вакви дебатни емисии, пошто овие избори се не било какви избори, овие се избори многу важно за еднината на нашата држава и затоа е добро што ги правите во сите градови. Жал ми е што вечерашниот мој против кандидат не е тука, не е дојден, не собра храброст да дојди, да се соочиме со аргументите, да се соочиме со фактите, затоа што имаме многу што да му кажеме, затоа што беше 12 години градоначалник. Ќе може прво да одговорите на моето прашање, а после ќе имате доволно време да му кажете и на против кандидатот. Како еден доктор ќе се занимава со вакви комунални проблеми кои што бараат многу посветеност, многу ангажираност, веројатно и стручност секој во својот дел. Како што сте вие доктор, веројатно така има доктори за канализации и за гасификација и за сето на друго што ги следи градските проблеми. Господине Цедиковски, јас не се родив како доктор. Јас сум роден во работничко семејство, од мал работев тутун, како прочем многу граѓани овде во Прилеп што работеле тутун. Познати ми се сите работи околу канализации и околу водоводи. Имам изградено неколку објекти во мојот живот, не лично, туку инвестирано, така да ги знам и ги познавам сите суштински работи на изградба на објекти, а посебно пак како сега ова ми е предизвик да изградам капитални објекти во градов, предизвик затоа што ова што се случува сега моментално во Прилеп не е она што треба да биде. Прилеп не заслужува да го има местото како што е сега во овој момент. Прилеп заслужува нешто повеќе и јас се надевам дека во иднина со новата локална власт, со мене како нов градоначалник на Прилеп, ќе направиме многу повеќе и за канализацијата што не функционира, кој ќе заврни многу дожд во Прилеп, и за водоводната мрежа што треба да биде. Ќе ве прашам подоцна малку за тоа што вие мислите за тоа како и дали ќе ги реализирате проектите што сте ги замислиле. Она што сакам на почетокот да го најавам, тоа е прилогот на Владимир Тевчев, кој што вчера беше во Прилеп, разговараше со дел од невладините организации и граѓанските здруженија, кои имаат свое видување за тоа каков е Прилеп, што му недостасува, особено на оние најмладите или младите. Младите прилепчани не гледаат перспектива за себе во градот. Велат дека ниту една локална власт досега не се обидела сериозно да ги вклучи во општественото живење на Прилеп.
Најголемиот дел од нив или веќе се иселиле, или сонуваат еден ден да избегаат од земјава. Димитар Врглески е еден од нив. Има 18 години и само што зачекори во академските води. Вели дека младите прилепчани имаат огромен потенцијал во себе, но тешко доаѓаат до вистинска шанса. Мислам дека тоа е проблем на генерално низ цела Македонија, но го има и во Прилеп дефинитивно. Ја мислам дека е поради тоа што човечкиот труд не е доволно платен, поради тоа што има неправилна распределба на работни места, тоа што уметноста во која и да било форма е запоставена, а многу млади си имаат пронајдено во уметноста, таа е поставена на задно седиште и ред други проблеми. Сепак Врглески смета дека голема вина имаат и младите кои како да се откажале од желбата за наметнување во општеството. Прилично пасивно. Нема голем интерес за вклучување во проекти во невладини организации и слично. Мислам дека тоа е дел на кој што треба да се посвети внимание баш во овој град. Има млади кои имаат голем капацитет, има млади со кои што може да се работи, но потребно е нивно мотивирање и поттик. Со него се согласува и 20-годишната Кристина Петреска, член на младинска невладина организација. Според неа, демотивацијата е главен проблем на нејзината генерација. Немаат мотивација да стекнат доволно знаење и практично искуство. Дефинитивно и се иселуваат поради истата причина и не се ни свесни, како што кажав, кој потенцијал го поседуваат и дека можат тука да го искористат. И на Димитар и на Кристина им пречи тоа што единствениот критериум за успех во општеството е партиската книжка. Според едно истражување направено пред една година, 70% од младите прилепчани сакаат да ја напуштат земјата. Најголем дел од нив се изјасниле дека главна причина е вработувањето преку партија, но голем е бројот на оние на кои ниската плата од 200 евра им е демотивирачки фактор. Во името на организацијата, верувам и сите млади, би сакале да имаме поддршка поќе за практично искуство, како и поддршка за сите проекти што ги организираме, затоа што ние младите сме едината на Македонија, иако голем број се иселија, огромен број, веруваме дека овдека има еднина. Има такви што се уште овдека и работат на себе и на својот потенцијал. Димитар и Кристина и даваат уште една шанса на локалната власт пред таа да ги загуби за секогаш. Неидниот градоначалник му порачуваат да работи на интеграција на што повеќе млади луѓе во општественото живење на градот. Мислам дека е потребно да се стави акцент на младите и во Прилеп и тоа тие да се вклучат во процесот на донесување на одлуки, да не бидат толку исклучени и да се чувствуваат како дел од една професионална заедница во која што може да работат и да се гледат во иднина на професионален план. Дефинитивно би можеле да имаме повеќе поддршка од општината како и од такви институции, но среќни сме што имаме поддршка и од факултетот, економскиот тука, на кој ни е канцеларијата на АјСЕК, но би било добро да имаме поддршка и да стават акцент на практичните вештини што можат младите да ги стекнат. За сега, единственото оружје кое го имаат е нивниот глас. Глас со кој ќе зборуваат за проблемите, но и глас за оној кој ќе им понуди, но и ќе ги убеди дека младите во Прилеп конечно ќе ја добијат вистинската шанса. Да, токму така го видовме прилогот на Владимир Тевчев. Господин Јовановски, овде веднаш ќе цитирам уште една бројка од истражување што малку подоцна ќе го презентираме. 54,4% од прилепчани сметаат дека перспективата на младите е еден од главните проблеми на градот. Дали вие како кандидат за иден градоначалник имате програма за младата популација која што ќе ги задржи младите во градот, бидејќи голем дел од младите луѓе иднината не ја бараат во Прилеп, туку ја бараат на други места. Најчесто во странство, иако и Скопје се уште е поатрактивна дестинација за она што се вели можност за перспектива. Да, имам програма и одма да кажам дека младите луѓе не се само иднина, туку младите се и сегашност во нашето општество. За да биде сегашност, мора да му се дадат услови на тие млади луѓе да се школуваат, да се едуцираат и да останат овде, да бараат своје работно место во својата средина, затоа што тоа е најдобриот начин за да останат тука. Пошто овие услови ги немаат, затоа 50 неколку посто сите сакаат да заминат во странство, нешто во Скопје,
сите заминуваат во западните земји, затоа што таму условите за работа и за напредок во кариерата се поинакви, подобри, посигурни, пореални. Кај нас нема систем на кариера, не постои систем на вредности. Систем на вредности се базира на нешто друго. Систем на вредности овде во овие услови, во овие 10 години беше уцени, закани, притисоци, клиентелизам, подкуп и партиска книжка. Добро, што ќе направите вие за да го смените сега, тоа? Врз која база ќе базирате својата програма во нов систем на промената? вредности кој што се базира на знаење, компетенција и способност. Врз основа на тоа само можеме да ги задржиме младите да останат овде. Кога ќе се знае дека кој е вреден, кој е подобар, дали тоа ќе биде на некоја аудиција или не знам на некој интервју, само тогаш ќе имаме напредок. Јас тоа го гарантирам. Значи ли ова дека партиската книжка нема да биде ваш главен мотиватор во вработувањето на младите или во системот на напредок на кариерата? Што ќе биде? Вредносниот систем, знаењето ви кажав, компетенцијата и способноста на секој кандидат, посебно кога станува збор за високостручни кадри. Имаме многу доктори на науки, дипломирани инженери, сите да не ги спомнувам професии, доктори, магистри, кои што не можат да најдат работа овде затоа што не постои адекватен начин на нивното примање. Знаете што ми каже мене една, помлада пријателка, млад, кога отишла да се запослува во Министерството за животна средина, магистар по животна средина, која магистрирала во Берлин, и рекла, вие, госпоđо, сте премногу едуцирана за овде. Замислете која трагедија. Дали тоа било кажано насмешка или не е добро за така да се Да, разбирам, меѓутоа пирамидата на управување веројатно ќе бара многу повеќе од само добра волја на првиот човек на градот. Имате ли начин и систем како тоа да ја смените таа пирамида на управување? Ќе ја смениме таа пирамида на управување затоа што ќе дозволам да се направи амбиент за работа овде. Амбиент да има услови и клима за работа. Ако ги исполнуваме овие неколку услови, тоа и младите ќе најдат начин да останат овде. Само да напомнам, јас сум еден од родителите на кои што двата сина се заминати во странство, заминати се во Германија и Австрија, токму од причини што не можеа да најдат и да се најдат себе си во оваа средина, затоа што минатата власт тие последните 10 години ништо не направи да ги зачува младите. Се ќе направам во интерес не само за моите деца, и за сите деца да можат да се вратат, ќе направиме услови да можат да се вратат назад и овие што се овде постоечки да не помислат да излегуваат назад. Добро, ќе видиме за условите малку подоцна какви услови и дали тие ќе може да се остварат, дали се остварливи според она што вие го замислувате. Сега она што веќе го најавив, тоа е анкетата што по нарачка на NDI институтот го направи Тим институтот од Скопје, кој што се однесува на тоа како граѓаните на Прилеп ја гледаат својата општина. 74% од жителите на Прилеп се задоволни од животот во нивната општина. Речиси 3/4 од жителите на Прилеп се многу или до некаде задоволни со животот во општината, додека околу 1/4 се до некаде или потполно незадоволни со животот во Прилеп. Големата сиромаштија, ниските плати и пензии, невработеноста, водоснабдувањето, инфраструктурата, перспективата на младите се меѓу клучните проблеми со кои се соочува општината. Според жителите на општина Прилеп, ова се 5 најважни проблеми кои треба да се решат, додека 13% од жителите сметаат дека нивната општина нема никакви проблеми. За жителите во урбаниот дел на општина Прилеп невработеноста и сиромаштијата се поголем проблем, додека за жителите во руралните средини најголем проблем представува канализацијата и земјоделието. За 54% од жителите на Прилеп, иднината на младите во нивната општина е голем проблем. Собирањето на сметот е највисоко оценета услуга, додека здравствената заштита е најниско оценета. Па од тука, здравствената заштита во Прилеп за повеќе од 60% од испитаниците е оценета позитивно, додека околу 37% од жителите на Прилеп сметаат дека оваа услуга во нивната општина е со лош квалитет. Во однос на собирањето смет, мал дел од граѓаните или 13,3% сметаат дека
дека собирањето на сметот во општината е проблем со лош квалитет. За поголемиот број или околу 83% од испитаниците, овој проблем го оценуваат со позитивна оценка. Прилепчани главно задоволни од водоснабдувањето во нивната општина. Околу 71% од жителите на општина Прилеп водоснабдувањето го оценуваат позитивно, додека за само 1/4 од жителите водоснабдувањето со лош квалитет. Задоволително е и образованието во Прилеп, или од тука, според податоците добиени од оценките на испитаниците, само 12,7% од жителите во Прилеп сметаат дека образованието во нивната општина е со лош или многу лош квалитет, додека за поголемиот број од жителите образованието ужива позитивна оценка. Во однос на инфраструктурата во општина Прилеп бројките се 58,5% наспроти 41,4%. Околу 58% од испитаниците квалитетот го оценуваат како висок, многу висок или прифатлив, додека за 41,4% квалитетот на инфраструктурата е лош или многу лош. Прифатлив квалитет нуди јавниот транспорт во Прилеп, односно околу 48% од жителите сметаат дека јавниот транспорт е со прифатлив квалитет. Повеќе од 1/3 од жителите сметаат дека јавниот транспорт во Прилеп е со висок или многу висок квалитет, додека единствено 9,2% од жителите на Прилеп го оценуваат квалитетот на јавниот транспорт како лош или многу лош. Податоците се добиени од истражување спроведено за потребите на Индија и од страна на Тим институт. Податоците се добиени преку телефонски интервјуа во период од 9 до 12 септември, на примерок од 504 жители на Прилеп на возраст од 18 години и постари. Маргината на грешка е плюс 4,3% со ниво на доверба од 95%. Да, го видовме истражувањето, господине Јовановски, на почеток генерална оценка, 74% изјавиле дека се задоволни од она што го нуди животот во Прилеп. Ви изненадува ли оваа бројка? Да, ме изненадува и не сум убеден дека толку 74% од граѓаните се задоволни од ова збиднувањето што се случуваат во градот, посебно да спомнам инфраструктурата. Инфраструктурата е на незавидно ниво, мислам, посебно сите улици, овде се сите сведоци, ни една улица во градот нема. Но да ве прашам, на што се дължи тогаш таа перцепција? Истражувањето секако е правено врз одреден репрезентативен примерок, има, се разбира, можност за грешки, но на што се дължи таа перцепција на граѓаните? Ова сепак зборуваме за една перцепција. Јас ќе кажав мојата перцепција, како е... Да, на што мислите дека се дължи перцепцијата на граѓаните? Кога така високо ги оценили условите за живот во Прилеп? Може би испитаниците така оцениле, така реагираат, така мислат, што не значи дека е тоа точно и дека е тоа вистината. Јас сум убеден дека не е така и тоа ќе го докажем во наредниот период за време на кампањата со слики и на начин како што доликува да се види дека, само ова сакам да го кажам, околу улиците и инфраструктурата. Нема ни една улица во градот, почнувајќи од главната до сите споредни улици во градот. 100 метри, а да нема или дупка, или шахта повисока или пониска, или пак лош ивичњак. Ова сигурно го тврдам, нека од овие 74% било кој или градоначалникот до сегашен Марјан Ристевски нека направи една видео снимка каде што има повеќе од 100 метри, ова што го спомнав, јас ќе го повлечам, ова што го зборувам. Нема таква. Проверено ни е, низ цела улица, низ цел град, правени се снимки и тоа е докажано. И тоа не е само овде. Да. Добро, ви благодарам. Како што можевме да видиме во истражувањето, главен фокус на граѓаните сепак го ставаат на невработеноста, ниските плати и сиромаштијата во градот. Да. Што вие како кандидат за градоначалник нудите или имате во вашата програма што може да ја подобри економијата во градот, а со тоа и останатиот дел од овој прашање кои што ги засегаат невработените луѓе, се разбира, и оние што имаат ниски примања да добијат повисоки? Да. Еден од моите мотиви што беше
да се кандидирам за градоначелник на градот, беше и ова што може, што го гледам во последно време, последниве години. Сиромаштијата, невработеноста, тажните луѓе, тажните погледи, нема сеја луѓето во очите, нема жагор на децата, младите се незадоволни од се. Како сака нека бидат тие анкети, луѓето поинаку кажуваат, луѓето поинаку го доживуваат тоа и се бара промени да има, промени во структурата на раководење, затоа што на овој начин, ако продолжиме, и одма да кажам, последниве 4 години градоначалникот Маријан Ристевски го преспа овој мандат. Нема направи ни еден капитален објект, а да не зборувам за уназад години. Ова го тврдам сигурно, а во мојата програма има неколку капитални објекти, што сигурно, индиректно, ќе го зголеми вработувањето и сиромаштијата во градот. Може да ни кажете кои се тие капитални објекти? Прво гасификација. Гасификација во овие 4 години ќе биде направена со сигурност. Јас се убедувам сите граѓани. Како ќе спроведете гасификацијата? Од каде ќе го донесете гасот? Гасот може да се донеси или со еден тек што иде од север, ако оди таа варијанта, преку владата, или пак на налик на гасификацијата на Струмица. На локално ниво имаме направено проект и едната и другата варијанта е разработена. Имаме свој тим, имаме направено низ градот 30 километри мрежа која што треба да биде направена за гасификација. Ако не оди главниот гасоводен крак кон Прилеп, тогаш од која држава би го увезле вие гасот, тоа оди со цистерни, колку што со цистерни, знам. Да. Од каде? Па би било од онам од кај што увезува Струмица, не можам да ви кажам точно, али веројатно тоа е од или Украина или Русија, претпоставувам, или евентуално најблиска ни е Бугарија тука. Тоа ќе го договориме, мислам, тоа не можам сега точно да ви кажам, што не е ни битно во овој момент. Добро, гасификацијата, после сакате да наброите уште некои од проектите кои што... Првиот дел каде што после со гасификацијата ќе се подобри први животниот стандард, сиромаштијата, невработеноста, а исто така ќе биде поевтино и за домаќинствата, просто како енергез, така и на сите други стопански објекти. Исто така и од еколошки аспект ќе имаме почист воздух, така да сето тоа е еден дел. Втората инфраструктура ќе направиме заедно со Министерството за транспорт и врски, имаме проект направено да се направат две обиколници околу Прилеп. Едната обиколница е на потекот градско Прилеп Македонски Брод, а другата обиколница што треба да биде од Македонски Брод према Битола и према Лерин. Значи таа обиколница што министерот по локал патриотска линија или како? Меѓу другото. Аха. Така да тој проект е направен и мислам дека што е суштината на овие обиколници. Познат е Прилеп по мермерот и мермерот во Сивец, каде што овие обиколници ќе се користат, камионите што имаат тежина од 30, 40, 50 тони, што сега во овој момент одат низ град. Тогаш, кога ќе одат по овие обиколници, ќе се избегнува така и сообраќајот, и безбедноста, и чистината, и екологијата во градот ќе биде поинаку. Добро, некои од капиталните проекти за вработување, бидејќи тоа го спомнавме како можност, во Прилеп функционира веќе слободна економска зона, таму има дел фабрики кои што почнаа да работат. Како ќе биде односот на општината кон странските инвестиции? Значи, ќе му дадеме можност еднакви и за странски и за домашни инвестиции. Ќе направиме, ви кажав, услови, ќе направиме амбиент, сето тоа да биде подеднакво за сите. И уште една капитална инвестиција, значи за овие 4 години, јас ви гарантирам дека ќе бидат реконструирани сите улици во градот, главни улици во градот, каде што сега не се добри и ќе бидат направени по сите европски стандарди и тоа индиректно со таа инфраструктура, работа на тие улици ќе има индиректно изработување. Дали бевте лани на пивофестот? Бев да видам како изгледа пивофестот, кога спомнавте пивофестот. Се напивте некое пиво таму или? Се напив од скапото пиво што го нудеше. Германско? Немаше германско. Добро, но имаше многу вода по улиците. Имаше многу вода по улици, која заврна Сакам да ве прашам, тоа е моето второ прашање. Граѓаните на Прилеп многу се жалат на атмосферската канализација, дека при секој поголем дожд во Прилеп е како Венеција. Точно така. Вие ќе продолжите Прилеп да го правите Венеција или имате некој проект за ова? Нема да биде Прилеп Венеција повеќе и покрај тоа што досегашниот градоначелник неколку пати се фали дека ја направил и водоводната мрежа и канализацијата не функционира, му беше укажена
како опозиција, дори бевме, му кажавме каде е проблемот за да го направат. Ни тоа не сакаа да го решат. Значи, има начин како да се реши. А каде е проблемот? Има некој технички проблем во тоа? Има технички проблем. Тоа технички проблем што треба да се реши и мислам дека тоа ќе го направиме во нашиот мандат. Сигурно и Прилеп нема да биде Венеција повеќе. Во вашиот и мандат Прилеп нема да биде како досега. Ако тоа го направите во првите 4 години од мандатот, тоа е многу доста, но ако го направите во првата година, претпоставувам дека имате за ова конкретни рокови? За ови, вака се, јас реков во мојот мандат 4 години, а еве нека не бидам сигурен првата, до крајот на втората година тоа ќе биде направено. Добро, ви благодарам. Второ прашање за кое што разговарав со Прилепчани, кое што го немаше во анкетата споменат како главен проблем, но многу мина Прилепчани ми го истакнаа како голем проблем, тоа е квалитетот на водата, па цели семејства од приградски населби одат полна чешми по разни околни извори за да може да се подкрепат со вода за пиење. Зошто квалитетот на водата е проблем и како имате решение да го решите овој проблем? Да, има проблем со квалитетот на водата и оваа година беше малку посушна, да кажам, и немаше доволно вода од Студенчица и малку полошо беа користени бунарите локални што се тука во Прилеп и периферијата од Прилеп и ромската населба посебно, што сакам и за тоа да дискутирам подоцна, немаја вода или има загадена вода. И тоа неколку пати имаше дадено примереци каде што се види дека водата е загадена, а на тоа локалната самоуправа и градоначалникот бегла побија како ништо тоа да не се случило, а тоа е многу голема работа. И јас првата година, ево се го кажувам, првата година од моето назначување ќе го решиме проблемот со водата на начин затоа што има услови да се направи тоа и околу пречистителната станица што беше и така натаму не е ништо направено. Ќе ги направиме сите овие инфраструктурни проблеми. Ви благодарам. Имате 30 секунди да ми одговорите дали ќе направите затворен трговски центар во Прилеп или ќе овозможите услови за тоа, бидејќи граѓаните на Прилеп повторно се жалат дека во зима немаат каде да излезат едноставно. Да, ќе направиме затворен трговски центар и тоа на местото на старата општина. Најверојатно ќе биде јавно-приватно партнерство. Се надевам дека така е планот, така е договорот со тимот. А уште нешто ќе направам, рекреативно спортско трговски центар. Тоа ќе биде, тоа морам да го кажам, тоа е еден од трите капитални проекти, тоа ќе биде направен затворен базен со комплетна инфраструктура во салата Македонија, така ќе се вика новиот проект. Салата Македонија е 12 години од која градоначалник Марјан Ристевски оставена на забот на времето. Ништо не функционира, така се распеѓа за жал, а беше гордоста на Прилеп пред 12 години. Прилеп е земјоделски регион и за ова прашање имате 30 секунди. Нема свој кванташки пазар. И практично цел Прилеп или половина Прилеп наликува на мини кванташки пазар во одредени сегменти. Точно Што така. размислувате за тоа? Тоа ќе биде регулирано, ќе се направи кванташки пазар на едно место, каде што ги нема тие се камиони, комбиња на сите раскрци да се решава тој проблем. Во првата година. Благодарам. Јас тука на крајот ќе ве прашам за нешто од вашиот домен од здравството, но тоа го оставаме сега за сега. Ќе го повигам мојот колега Владимир Тевчев, кој што е во публиката, бројната публика во салата во Домот на културата Марко Цепенков во Прилеп. Тевчев, здраво. Здраво. Ја не можам да изгледам светло, тука си, добро. Ги имате вашите минути со публиката, знам дека има многу интерес за прашања кон кандидатот за градоначалник, веројатно и кон кандидатот што за жал не ни е присутен тука, но овој дел од дебатата за сега ти го оставам тебе да го менаџираш. Па, ти благодарам, Младен. Се одлучивме да почнеме со невладините организации. Мојот дел од емисијата така и почна со младите. Со мене е Александар Гавриловски од невладината иницијативен глас. Кога се договоравме за овој разговор, ми кажавте дека многу иницијативи сте покренале до локалната самоуправа, па затоа би сакал да ве прашам како ја оценувате досегашната соработка помеѓу невладиниот сектор и општина Прилеп во рамките на вашето работење, меѓутоа и една општа слика да ми дадете. Добро вечер. Да го поздравам кандидатот за градоначалник. Ја поздравувам ова отвореност и ова дебата. Добро е што конечно и во нашиот град дебатата почнува
да биде една алатка за отварање на проблемите на граѓаните и понудување на нивните решенија. Ние како Сдружение Иницијативен глас до сега сме покренале низа од иницијативи, но за жал слухот на локалната власт до сега беше минимален или скоро и да не постоеше. Само еден пример, последниот проект на кој работиме е буџетска транспарентност и партиципативно учество во креирање на буџетот, нешто што се поклопува со овие локални избори и важноста на локалната самоуправа во креирањето на буџетот и застапувањето на интересите на граѓаните, односно оние кои го полнат буџетот треба да бидат и прашани каде да се трошат нивните средства и да бидат во правилна намена. Да, вие Досега сватив поентата. Што е прашањето за кандидатот? Дали локалната самоуправа, идната локална самоуправа, доколку ги добијате изборите, ќе биде отворена за граѓанскиот сектор, пред се за граѓаните, и дали граѓаните ќе учествуваат во креирањето на локалниот буџет? Благодарам за прашањето. Тоа беше и мојата идеја. Граѓаните ќе учествуваат во сите одлуки донесување. За било која одлука, ако одлучуваме за спортски работи, ќе разговарам со спортистите. Ако разговараме за земеделие, ќе разговарам со земеделците. Сите заедно ќе ги решаваме проблемите, без исклучок, ова ви го тврдам и тоа ќе се случи. Добро, ви благодарам. Благодарам, Гавриловски. Значи, со оглед на она што вие го прашавте кандидатот за градоначалник, предпоставувам дека и одговорот на моето прашање дека не сте задоволни од досегашната соработка. Не сме задоволни од досегашната соработка, многу држиме за зборниот градоначалник дека општината ќе биде отворена за невладиниот сектор и исто и за граѓаните. Благодарам. Владимир, имаме некои други соговорници? Па имаме соговорници, меѓутоа би предложил подоцна. Мислам дека добро, ајде да продолжиме кога сме веќе. Добро, имаме уште еден интересен соговорник, исто така од невладиниот сектор, Александар Цветковски, уште еден Александар. Вие сте председател на невладината организација Актис, инаку вашата цел е мониторирање на манипулации и реформи. Вие ловите манипулации во кампања на кандидати за градоначалници. Уловивте ли манипулација во досегашното излагање на кандидатот? За жал не е тука кандидатот на ВМРО ДПМН. Меѓутоа, уловивте ли манипулација во она што досега го слушнав? Добро вечер, прво да ве поздравам сите овде и да, нормално дека има некои работи, ние сме доста искусни во мониторирање на предизборни ветувања и има некои работи, тоа не е манипулација, али и на градоначалникот, на идниот, така како што тој вели кандидатот, му се чини дека е лесно да предизвика граѓанско учество и затоа толку лесно му одговори на колегата. Значи, граѓанското учество е алфа и омега, тоа сакав да кажам, ние сме свесни за тоа, но обично политичките фактори за тоа не се свесни. Тие само ветуваат. Владата работи за граѓаните, градоначалникот работи за граѓаните. А што ќе работат граѓаните? Значи, тоа е главното прашање и успешен градоначалник би бил само оној кој ќе ги предизвика граѓаните да работат. Значи, не може тој сам да постигне колку што можат граѓаните да постигнат сите заедно и тука учеството на граѓаните во локалната самоуправа е една од главните работи. Понатаму, трикови има колку сакате. Мислам, ретко нешто се гледа друго освен трикови. Главен трик е, например, недостатокот на дебата. Еве, поголем трикот, тој не постои. Тоа не е само недостаток на дебата, па опортунистички гледал некој човек, јас нема да дојдам за да немам политичка штета. Има нешто многу пострашно од сето тоа. Ако немате дебата, тогаш немате ни мониторинг, тогаш немате ни разговор за тоа како се потрошени парите. Немате разговор за проектите, дали требало да ги има тие проекти или не. Па кандидатите за градоначалници и градоначалниците не се фараони, така едноставно им текнало ќе го трошиме буџетот. Прво да видиме приоритетност, дали се тие потребни проекти, дали ние сте оценили дека се потребни. Во тоа светло, мене воопшто не ме изненадуваат резултатите од оваа анкета која ја слушнавме. Прво, ако тргнеме дека 95% не може да имате вие доверба на телефонска анкета, се ви е јасно. Втора работа, граѓаните се веќе долго години, да не кажам и 25 години оддалечувани од власта и тие веќе забораваат што е стандард.
За некого многу низок стандард е доволен стандард. Не знам, ако се направи сосема поинаква поставеност на работите, ако луѓето прошетаат и видат што е стандард, тогаш не би биле толку многу задоволни. Младен, би било интересно, имаш прашање? Да, не, сакам да прашам дали имате нешто што сакате и вие директно да го прашате градоначалникот, како би ја развиле дебатата, бидејќи тука сме за тоа. Токму тоа сакав, доколку ми дозволите, ги слушна кандидатот за градоначалник вашите размислувања. Интересно би било да го слушнеме и неговото мислење околу ова што господинот Цветковски го каже. А потоа сигурно и директно прашање кон него. Јас го поздравувам господинот Цветковски. Вистина на што го кажува, дека граѓаните треба да му се даде начин како тие да работат. Тоа е суштината и обврска на секој градоначалник. А уште наш ветувам дека со сите невладини организации, со сите групи на граѓани ќе комуницирам. Тоа не значи дека сите одлуки треба да бидат еднакви или сите одлуки треба да бидат донесени на тој начин. Значи, најголем дел од одлуките ќе бидат заеднички донесени. Уште еднаш тврдам дека тоа така ќе биде. Прашањето, кандидат. Имам едно прашање. Дали на крајот од годината, кога ќе има отчет, дали ќе имате задолжено лице кое ќе има, значи, од вас мандат да одговори на секое прашање околу трошењето на буџетските пари, а некако сега во ставката друго, со години наназад, во тоа друго е толку многу натуркано што никој жив не може да знае за што е потрошено. Други трошоци, преводни трошоци, значи тоа е стручна терминологија која никој не знае да ја разјасни. Дали вие ќе задолжите човек кој конкретно ќе одговара за секој трошок? Една од тие манипулации и ова, како што наведовте до сега, ќе има лице наведено сигурно. И нашето работење ќе биде транспарентно и отчетно. После првата година, како невладини организации, јас уште сега ве поканувам да одржиме една дебата и исти ваков разговор ќе водиме тогаш. Ви благодарам. Јас тука би го повикал уште еден мој соговорник, тој е Билен Ќазимовски од невладината Рома СОС од Прилеп. Ќе разговараме на малку поинаква тема, тоа се човековите права. Добре дојдовте во нашата емисија. Кажете ми, вашата невладина организација се грижи за унапредување на животот и стандардот на ромската популација. Каква е состојбата на ромите во Прилеп? Пред се добро вечер на сите. Значи, јас сум Билен Ќазимовски од Прилеп. Работам во Рома и се по невладината. Пред се сакам само да поставам едно прашање до господинот. Кои се неговите чекори и идниот план за 3/2 во однос на урбанистичкиот план? Со години се влечи дека ќе се направи овој урбанистички план. Благодарам. Значи имам посебен проект за 3/2. Тоа е моето мало докаде што живеам. Ги познавам, учев заедно со ромите, многу блиску сум до нив, секојдневна комуникација имам, така да имам неколку пати појдено специјално на тие критични места каде што се во 3/2, 3 Багреми и Мексико. Вие знаете каде е тоа, каде што нема ниту струја, ниту вода, живеат во картонски бараки, за жал. Може би ќе треба да се направи и дислокација на тие граѓани на тој дел. Ќе видиме, мислам, тоа стручно ќе го направиме со нашиот тим. Исто така коритото на реката, она ако го видат граѓаните од Република Македонија, кои што не живеат во Прилеп, а многи прилепчани не го знаат каналот на реката во 3/2, ќе мислат дека ова е хорор филм некој. Тоа мора да се направи. Јас ви ветувам, во една прилика јас разговарав со вашата невладина организација и дадов ветување дека до крајот на втората година ќе биде регулирано речното корито и сите овие недостатоци и осветлување и улици ќе бидат направени во 3/2. Добро, Ќазимовски, сега за прашањето кое што прво го поставив. Како сте вие задоволен со квалитетот на животот на ромите во Прилеп? Се ближат избори, а секогаш пред избори се ромите актуелни поради оние гласини дека се подкупуваат за пари да го дадат својот глас. Па да, вака. Ромите, мислам,
Порано, да, се случуваше такво нешто, на самиот терен, или порано ги подкупуваа ромите со многу малку нешто, ситници, ама мислам дека ромите од такво нешто веќе му се смаче и нема да дозволат оваа година се случи такво нешто. И сите сакаат да избера градоначалник кој ќе се грижи за ним, кој татко за ним, оти кој во моменталната состојба кој ромите живеат сега во моментот, замисли на 21 век живеат во 3 багреми, живеат без вода, живеат без струја, значи нема детален урбанистички план, нема асфал, нема ни вода, ни одвод, ни довод има. Значи заслужуваат да живеат и ромите како сите луѓе на Република Македонија. Еве конкретно прашање до кандидатот Јовановски, што ќе направите за подобрување на ситуацијата на ромската популација во Прилеп? Како што кажав, ќе се подобри ситуацијата во ромската населба, значи водоснабдување ќе има на тој дел, канализација ќе има, електрификација ќе има и цела инфраструктура, сите улици ќе бидат направени и осветлување, како што кажав, и најбитно е речното корито. Речното корито мислам дека прво и основно. Тоа не смее да биде таму такво речно корито, затоа што деца мали играат. Не сакам да го спомнувам, пред неколку години имаше несреќен случај, тоа само час поскоро треба да се направи. Да, речното корито треба да се направи нешто подолгорочно, не само се чисти, туку треба да се прегради, да треба да се покрие. Оти тука живеат жители кои веќе имаше неколку наврати кои веќе дети таму почина. Ама уште нешто прашање само да поставам до вас, како ќе направите тие улици и да снабдите вода од водовод, ако нема урбанистички план? Нели со закон треба да има урбанистички план, па да се постават тие, нели, од водовод и асфалтирање? Првиот чекор е да се направи урбанистичко, значи детален урбанистички план мора да се направи на тој дел, па после следствено и другата инфраструктура. За колку време тоа ќе го имаме? Ви кажав до крајот на втората година. Ви благодарам. Добро, благодарам. За сега нека биде толку подоцна, повторно ќе имаме прашање од публиката. Да, благодарам Тевчев, ти ќе бидеш во контакт со публиката за да видиме дали имаме дополнителни прашања од тамо. До тогаш ние продолжуваме со уште неколку прашања, иако морам да кажам дека преземавте многу обврски на свој грб во ова што до сега го слушнав, така да јака ви душа ако станете градоначалник со сето ова што го ветивте вечерва во емисијава, но тоа останува на вас. Проблем е системот за наводнување и Прилепското езеро нема доволно вода, потребни се дополнителни акумулации. Тоа за еден земјоделски регион е од суштествено значење. Што мислите да правите во тој сегмент? Значи, Вештачкото езеро во Прилеп е долги години. Мислам дека треба да се реновира, тоа да се направи нов ископ или да се надогради тоа Вештачко езеро. Има повеќе проекти, немаме конкретно дефинирано, има повеќе варијанти, тоа ќе разгледаме со тимот што го работи и во иднина мислам дека тоа ќе го реализираме. Не ни е пишено во програмата, ама мислам дека ако има потреба, тоа во ОД ќе го направиме. Добро, второ прашање за спортот во Прилеп. Може ли Победа да се врати на оние патеки на кои што беше порано во фудбалот? Градскиот стадион е во очајна состојба. Купно се чини дека во овој регион спортот не вирее онака како што заслужува Прилеп. Што вие ќе направите за да го подобрите спортот во сите сегменти, значи фудбал, ракомет? Спортот е рак рана во Прилеп во последниве неколку години, затоа што граѓаните знаат, нема сега ни еден кошаркарски клуб во Прилеп, можете да замислите. Нема ниту еден одбекарски клуб во Прилеп. Исто така тоа е незамисливо и недозволиво. Победа мора да се врати на своите нивоа кај што беше и порано. Победа има концесионер? Концесионери. Добро, што ќе правите со тоа? Фудбалскиот клуб е на концесионери, а додека стадионот е на локалната самоуправа. Локалната самоуправа требаше да биде дел од концесионерите, ама за жал градоначалникот не сакаше или не знаеше, не стана концесионер, а тоа мораше да се направи, затоа што, само еден пример ќе ви кажам, пред неколку месеци, јас бев советник до сега во Советот на општина Прилеп, издвоивме 3 милиони денари за Победа. Како може да Победа да одвоиме 3 милиони денари, а да не си ни концесионер,
да немаш ниту влијание, а само да ви кажам дека 3 милиони денари, во ствари 300.000 денари е влогот на еден од концесионерите. А вие звоивте како општина 3 Не, милиони? Како општина дадовме 3 милиони денари, А 300.000 е влогот на еден од концесионерите? 5 концесионери по 300.000 денари, а толку е Милион и пол, а вие дадовте 3 милиони. И немаме дел таму. Тука мора да се направи Што значи ревизија. ова дека ќе гледате да ја вратите во концесионерство на општината клубот или во заедничко партнерство? Во заедничко партнерство, така беше планот, ама ќе направиме ревизија на ова концесионерство. Јас мислам дека не може така да се однесуваме ние како општина, да даваме 3 милиони денари, а зашто? Не знам. И Победа, знаете во какви услови, стадионот, гледате во какви услови, она што се случува со стадионот, мислам дека е недозволиво за еден град како Прилеп да толку време да не се направи стадионот. Она што можам да ветам, проблемот е со младите деца што сакаат да тренираат било кој спорт. Некои од нив се одвраќаат затоа што немаат да платат чланарина. Не може да платат чланарина и затоа се одвраќаат и не може да тренираат. Градоначалникот, тоест локалната самоуправа, ќе обезбеди субвенционирање од 50% за сите деца да сплатат чланарина за било кој спорт што го тренираат. Ви благодарам. Во меѓувреме, дали имаме нови прашања од публиката? Доколку еве рака крева тамо, повелете. Добро вечер, јас сум Цане Костадиновски. Би сакал да го поздравам кандидатот за градоначалник и да му поставам едно прашање. Зошто се кандидиравте за иден градоначалник на општина Прилеп и кој беше вашиот мотив? Исто така да не го запоставиме и другија кандидати, покрај што не е тука, че ми должа новинарите да го пронајде и да ми одговори на едно прашање, бидејќи не е достапен за граѓаните и бега од трибини. За неговиот 3-годишен мандат владење би сакал да го прашам, секогаш зборува за европски Прилеп, меѓутоа никогаш чаршијата во Прилеп не била толку опустошена и нема толку празни и опустошени дојѓани, и за каков европски Прилеп зборува кога за неговиот 3-годишен мандат нема направено ниту едно градско ВЦ, па го прашувам каде ги трошеше буџетските пари на граѓаните на општина Прилеп. Добро, го поставивте прашањето, ви благодарам. За тоа прашање секако ние тука не можеме вечер во емисијата да дадеме одговор, а за вас прашањето беше прилично едноставно. Зошто се кандидиравте и со кој мотив? Мотивот беше едноставен. Не можев да го гледам она што му се случува на Прилеп. Прилеп го знам многу години назад, цело време живеам и работам во Прилеп, не можам да ги гледам стопанските субјекти кај што пропаѓаат, чаршијата кај што изумира, луѓето кои што не се задоволни, иселувањето на младите се повеќе од ден на ден. Тоа за мене беше како предизвик, ама уште поголема обврска. И затоа една од моите причини за кандидатура беше ова. Добро, ви благодарам. Тука имаме прашање, ве молам само останете и представете се. Славе Ѓорѓиевски, имам две теми за размислување за вас, господин Јованевски, како иден градоначалник. Прво, сами споменавте дека старата општинска зграда треба да се руши и да се направи некој нов објект таму, а таму се најдуваат канцелариите на министерствата. Дали може да се размислува зградата на бизнис центарот, која се пусти во последно време и двата ката се воопшто неупотребливи, може да се пренамени и тие министерства да се тие канцеларии на министерства да се пренесат таму, така да бидат во центарот на Прилеп, како и што доликува на канцеларии на министерства. Добро, може да одговори после второто прашање. И второ, да не должиме, и второ, прашањето од културата. Театарот ни се наоѓа некако на неугледно место и ако дојде некој од страна да праша, не ќе можеме така лесно да му објасниме каде е театарот. Дали може да се размислува за некакво друго решение и театарот да си дојде таму каде што му е местото, односно во центарот, дали тоа ќе биде некоја нова инвестиција или пренамена на некоја зграда и слично. Благодарам. Да. Благодарам на првото прашање. Зградата на бизнис центарот, таа не е од локалната самоуправа. Ние можеме само да направиме некој план
и некој начин да прашаме дали тоа може да го направиме. Ако е во можност, тоа ќе го направиме сигурно. Ако не, зградата на старата општина ќе биде направена бизнис центар, каде што ќе биде од современ карактер, така да сите услови ќе ги исполнува на еден добар бизнис центар. А што се однесува на второто прашање, само да ви спомнам дека ова сала овде, во салата на Марко Цепенков, е сала за театар, ова е сала за кино, ова е сала за дебата, ова е сала за партиски митинзи и не знам се уште друго. Прилеп нема ни кино, нито театар. Театар сигурно ќе направиме за мојот мандат од 4 години. Благодарам. Прашање од публиката во овој дел зад мене. Моето прашање е слично на ова прашање, а пред да го поставам прашањето, сакам да објаснам зошто ќе го поставам прашањето. Негдека пред 60 и некоја година во Прилеп, со помош на министерот за култура и образование Коле Чашуле, донесо еден човек за да прави театар. Театарот немаше зграда, имаше кино и за да се направи тоа, човек роден кој го забораја сите други што се населени во Прилеп. Човеко кој го направи модерниот театар. Модерен театар заради тоа што направи инвазија кој дојде. Јас бев четич, присутен во сите тие работи, бидејќи немаше кај да седи, живееше во еден период додека се адаптира првиот спрат со нас во нашите простори и покрај него. Малку ќе мораме да скусиме, бидејќи на крај сме последните 2-3 минути, ќе можеме да го поставиме. Најкратко. Донесе преку 30 глумци. Тоа беше таткото на Горан и на Владко Стефановски, Мирко Стефановски. Но јас мислам дека во Салава 90-95% го нема ни слушното. И јас имам жел да се направи, бидејќи кажа и верувам дека прилепчани сега ќе гласа за тебе и многу работи треба да направиш како во тоа време што имае. Донесе глумци. Прашањето е за театарот, мораме да кажеме. Дали ќе има театар? Да ви спомнам само. Добро. Донесе глумци од Битола, Јосиф, од Охрид. Повелете. Значи, жалосно е во Прилеп на толку добри глумци, на толку многу глумци и кои што знаеме освојуваат многу награди не само тука и надвор од Република Македонија, да имаме онаков театар како што имаме сега. Не заслужуваат тие граѓани, тие личности, тие уметници да работат во тие простори. Театар нов ќе има. Ви благодарам. Уште едно прашање што на крајот морам да ви го поставам. Вие сте доктор. Здравствената заштита во Прилеп е оценета на доста ниско ниво. Една од полошите оценки, дури најлоша оценка од тие во анкетата што ја спроведовме, а верувам дека е точна, има здравствената заштита. Како доктор знам дека здравството не е надлежност на општините, но општините можат многу да направат, да привлечат странски фондации, пари, средства и така натаму, за кои што би можеле нешто да направат за да се подобри квалитетот на здравствените услуги, а не да им се случува хорор по болниците. Што вие ќе направите? Впрочем, вие сте и директор на болницата неколку месеци веќе и мислам дека ќе ви дадам тука 1 минута да одговорите на ова прашање, бидејќи ви е добро познато. Значи, здравството е во незавидно ниво, како во Република Македонија, така и во Прилеп. Кога ќе стане избор за здравството, се мисли одма на болницата. Со било кој град или клиниката или болницата. Значи, не може да биде болницата добра и да има добро здравство кога не го води стоматолог. Крајно некоректно и крајно несериозно стоматолози да ја водат. А во 2 мандати, 10 години, болницата ја водеа стоматолози. Недозволиво е така. Јас сум 2 месеци, ова е 2 месец каде сум директор во болницата, јас знам што начекав, знам во каков хорор е болницата и беше не може за 1 месец или 2 или 5 да се дојде до некој ниво. Ама почнавме постепено да ги реализираме оние замисли што ги имавме од порано, почнувајќи од 2 работи што можевме: редовноста, чистотата и кадарот.
кадарот не снема можност најнаш да го направиме. Знаете, за кадар треба неколку години, ама тоа постапно ќе го направиме. И што се однесува за апаратура и инструментариум. Тоа е рак рана и тоа мислам дека колку ќе одминува времето, имаме направено бизнис план како тоа треба да изгледа во наредната година со буџетот што го имаме во болницата. А да не зборувам за другите периферни места низ градот, каде што додуша тоа не е од локално ниво и работа на градоначалникот, ама градоначалникот е тој што може да покрени на владата, во Министерството за здравство, преку негови канали, дали лични, не знам како, работи за да се унапреди здравството во било кој град, па исто и во нашиот град. Тоа ќе оправам јас со сигурност и Прилепската болница после 4 години, после мојот мандат, ќе има една категорија повисоко место за работа. Дали како градоначалник знаете дека многу фондови европски се достапни за локалните управи само и општини, а тие не ги користат? Точно така. Дали имате тим што ќе работи на покривање на овие прашања? Сериозен тим и после првата година, која ќе давам отчет со господинот Цветановски, исто ќе имате и резултат од тимот што направи од тие фондови од Европа. Да, јас ви посакувам среќа и на вас и на останатиот градоначалник, кандидат за градоначалник, а пред се ви посакувам фер борба. На крајот добивате 1 минута да се обратите на граѓаните на Прилеп, па се разбира и на граѓаните на Македонија преку оваа телевизиска дебата. Вашата минута за финално обраќање. Почитувани граѓани на Прилеп, почитувани граѓани на Република Македонија, ова е една од шансите што не смеете да ја пропуштите. Не смееме да ја пропуштиме сите ние заедно, затоа што овие избори што следат не се било какви избори, овие се референдумски избори, на кои што треба да знаете кого ќе заокружите. Социјалдемократскиот сојуз со новата наша програма Живот за сите, мислам дека се има кажано, се има напишено и мислам да само треба да ја следите кампањата што ќе биде максимално позитивна и задоволителна и треба само на 15 октомври да го заокружите бројот 19. Добро, ви благодарам. Почитувани Ивановски, ви благодарам што се одзвавте на поканата. Се надевам дека во некоја наредна прилика ќе можеме и да направиме соочување со вашиот против кандидат. Почитувана публико, ви благодарам што денеска бевте активни, што учествувавте во дебатата, учествувавте и со своји прашања. Се надевам се гледаме и со вас во некое наредно издание на 24 отворено. Ви благодарам и јас. Почитувани гледачи, пријатна вечер и на вас овде од Домот на културата Марко Цепенков во Прилеп. Останете со програмите на телевизија 24.